на министерки. Вака со прости зборови, со едноставни. Проектирате буџет за нешто што не знаете како ќе функционира. Значи, има огромна разлика дали ќе настапи проектот јавно-приватно партнерство или нема да настапи. Ова сега вие што го изнесувате и нормално го браните буџетот, бидејќи направен од вас, е потврда дека нема да имаме. Но со вашиот колега од владата, со министерот за здравство, сте контрадикторни. Се надевам дека на владата тоа го зборувавте. Не може да постои планиран буџет, а да не се знае системот како ќе функционира. Јас тоа не го знам. На наједноставен начин. Објаснете ми го тоа. Правите буџет за нешто, а не знаете по кој пат ќе одите. Сакате да стигнете до некоја дестинација, а не го знаете патот. И викате оти ќе обиколуваме по светот и ќе го најдеме. Тоа го зборувате на просто кажено. Огромна е разликата на кој начин ќе функционира здравствениот систем. Не е исто дали ќе остане ваков каков што е, или 80% ќе се приватизираат од болниците, ќе добијат приватен газда, или 20%. Може ли да биде исто? Ова е круцијална работа. Но вашата безидејност како влада, овој пример најубаво го одразува. Вака владата на СДСМ работи, без идеја. Така донесовме и некои закони кои што вие ретериравте законски после нив. И затоа и сега ве прашувам, се знае ли по кој начин ќе функционира здравствениот систем во Република Македонија за 2020 година? Буџет кој што го планираме и за кој што дебатираме денес. Ова е најбитното прашање од областа на буџетот за здравство. Се друго што зборуваме е споредно. Исто го поздравив и покачувањето на буџетот за ретките болести. Неспорно е тоа, но не ми одговоривте. Дали знаете дека има деца што повторно нема да добијат лек за ретка болест? И по кој критериум ги делите децата? Кое дете ќе добие, кое нема да добие? И како го? Како одвојувате буџет за 5 деца, а за таа иста ретка болест има 8 деца? Колешки, сите што дофрлувате сте јавени за реплика. Елена, просто ви кажувам, за одредена ретка болест има 8 пациенти. И вие одделувате буџет со покачувањето само за 5 деца. На кој начин другите 3 деца ќе бидат отфрлани? Кажете ми. Во интерес на пациентите. Ова е реалноста. Да, ама вие го проектирате буџетот, а не знаете како ќе го потрошите. Да, и од вчера и на тоа никако немате одговор. Одговорете за епидемијата со морбили, одговорете за интрахоспиталната инфекција. На овие теми одговорете. Ги повторувам затоа што не добивам одговор. Ако добијам одговор ќе знам. Но и јас не знам, но и граѓаните не знаат. Граѓаните го бараат одговорот. И добиваат впечаток за оваа работа на владата. Правите буџети, не знаете како да трошите пари и по кој начин ќе ги трошите. Ви благодарам.